Dobar dan, poštovani kolegi svetnici, poštovani predstavnici na opštinskата administracija, predstavnici na medijevi, ki ostanete prisutni. Ja otvaram 36. sednica na Совета на община Куманово, koja što se održava dneska na 29. april, sreda, со почеток по 10 часов и 15 минути. За работење на ова седница го предлагам следниот дневен ред со вкупно 61 точка, кој што претходно е разгледан и усогласен на координација на сите советнички групи представени во Совет. Отварам расправа по дневниот ред. Дали имаме пријавени за дискусија? Повелете. Колегата Ашмет Османовски побразува. Повелете, колега. Благодарам, председатели. Предлагам да од овој дневен ред се стигна точките 19 и 20, од тоа што причина за симнување на дневниот ред треба да се одредени работи избушат и додадат во овие извештаи и програми, затоа што после усвојување на Советот треба да бидат званични документи на општина Куманово. Ромите овде се поставени како субјекти на алиби учесници или поточно кажано деградирани граѓани кои само може да работат физички и хигиенски работи, а не да бидат носители на активности. Транспарентноста не е запазена. Како е ова направено, кој одлучил, кој ќе ги води активностите, кој ќе биде физички или работи? Видливо се на подготвителните активности како е одлучено да биде направена, кој се информиран, пред се дали јавноста е запознаена, кои се другите движења од град Куманово, без оглед на која национално се припаѓаат. Затоа што во самата програма се спомнува национална стратегија на ромите, се спомнуваат собирачи на смет, на рециклирани отпади, и да се спомнуваат и ромите. Ова ќе треба да се тргне од овој документ. Тоа е мој мислење, затоа предлагам да се стигнат овие две точки од денешниот дневен ред. Благодарам. Ви благодараме на вас. Повелете дали имаме други пријавени по дневниот ред? Констатирам дека нема. Ја затварам материјалната расправа по дневниот ред и предлогот на колегата Ашмет Османовски го ставаме изјаснување, кој молам да се произнесеме. Повелете. Гласањето е во тек, колеги, повелете, произнесете се. Се извинувам, ќе мора да го прекинеме гласањето, ќе ве молам да се произнесеме со кревање на рака, бидејќи има реакција од колегите дека уредите не им се опуци. Ве молам да се произнесеме со кревање на рака. Кој е за? Кој е за? Ќе молам да ги преброиме гласовите. Тринадесет гласа за. Дали има против? Воздржани? 16 воздржани. Констатирам дека предлогот не е прифатен со 13 гласа за и 16 воздржани. Штувани колеги, ќе ве молам да се произнесеме по предложениот дневен ред со вкупно 61 точка на дневниот ред. Повелете. Да се обидиме електронски повтор. Повелете, гласањето е во тек.
Ги молам службите да утврдат колку имаме вкупен број на советници во салата. Значи се произнесува 29 советници, за гласа 24, против гласа 4, воздржан 1. Констатирам дека дневниот ред е усвоен и молам службите да нотираат кои од советниците се немаат произнесени да ги проведат уредите за изјаснување. Ние одиме со понатамошниот тек на седницата, значи записникот од 35-та седница на Советот на општина Куманово ви е доставен на увид. Отварам расправа по истиот, дали имаме пријавени? Констатирам дека нема, затварам расправата и истиот достана на изјаснување, поведете да се произнесе. Ке ме молам, колеги. Ви благодарам, вкупно се произнесува 30 едногласно за. Констатирам дека записникот од 35-та седница на Советот на општина Куманово е усвоен. Штовани колеги, му предлагам на Советот за точките погледен број 1, 2 и 3 да донесе одлука да... Пардон. Одиме по точка под бројот 1. Збирен извештај за настанати штети и проценети последици од елементарна непогода поплава што се случи на 29.3.2015 на подрачје на општина Куманово. Отварам расправа. Дали имаме пријавени? Поведете. Благодарам, констатирам дека нема пријавени, затварам материјалната расправа и извештајот го ставам на изјаснување кај могу да се произнесе. Ви благодарам, купно се произнесува 30 советници, за гласа 19, против 10, воздржан 1. Констатирам дека извештајот е усвоен. Му предлагам на Советот да донесе одлука да точките под реден број 2 и 3 води заедничка материјална расправа, се произнесе поединечно. Дали има други предлози? Констатирам дека нема, затварам расправата, ме молам да се произнесе на предлог. Проверете. Ви благодарам, но се произнесува 29 едногласно за, предлогот е прифатен. Отварам расправа по точка подреден број 2, квартален извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за прв квартал од 2015 година и точка подреден број 3, буџетски календар. Дали имаме пријавени за дискусија? Поведете, колегата Стојановски се јави за изложение. Благодарам, председателю. Поштовани советници, представници на локалната самоуправа, медиумите. Денеска на дневен ред е точката квартален извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за прв квартал од 2015 година. По точките за буџетот имаме расправено многу пати до сега и се што имаме претходно кажано, значи за буџетите кои се донесуваат и за нивното извршување важи и за овој квартал.
Значи, вкупните тековни и капитални приходи во овој квартал се остварени со 21%, а расходите со 18%. Овде кај расходите, мислам дека има една грешка, вика вкупно извршување на расходи во буџетот за 2014 година се остварени со 18%. Техничка грешка, најверојатно. Значи, со оваа динамика и со ова остварување, како на приходите, така и на расходите, мислам дека овој буџет ќе доживее судбината на претходните буџети за кои гласавме и кои ги донесуваме. Значи, што покажува ово? Покажува дека буџетот и овој буџет е нереално скроен и нереално предвиден. Секако со оваа динамика, ако се оди понатаму, до крајот на годината, овој буџет не може да биде остварен повеќе од 80%. Значи, ќе имаме и ребаланси повторно, што значи дека повторно ќе нагласам дека буџетите кои се донесуваат во општина Куманово се нереални. Тоа се израз на желби, а не израз на реалноста. Од образецот К2 може да се види дека имаме општината има 68 милиона обврски кон своите добавувачи. Тоа може да се каже дека е релативно голема и мала бројка, бидејќи има и други општини кои се повеќе задолжени, има и кои се помалку задолжени. Меѓутоа да ја прифатиме како една бројка која е прифатлива во овие услови за големина на општина која е една од најголемите општини во Македонија. Значи, за крај ќе кажам дека буџетот со овие податоци кои ги имаме сега за првото тромесечие, со извршување со оваа динамика, значи ќе ги доживее судбината повторно, значи на буџетите кои беа разгледувани во претходните периоди. Од мене за сега толку. Добро. Ви благодарам и на вас, поштован колега. Следен пријавен за збор е Валентина Јовановска, повелете колешка. Благодарам, председател. Согласно предвидениот буџет за 2015 година, одобрен од Совет и она што е предложено од вас како реализација, дали се работи по план и програма, може да се каже дека најмногу се остварува во администрација 19% од планираното. А за општи добра, за град и граѓаните на општина Куманово, например изградба и реконструкција на заменски дом, нема реализација. Кога ќе почне со реализација? Или поддршка на локален економски развој. Реализација нема. Кога ќе се започне со оваа поддршка? А се реализира гасоводна мрежа 23%. Каде се реализирала? Верски објект Свети Никола? Проект за економска ефикасност е доказ за неангажираност и незаинтересираност на локалната власт за проекти на влада. Влада има цели програми и проекти за енергетска ефикасност. Има сектори задолжени каде може да се аплицира за енергетска ефикасност. Јавен локален превоз 30% реализација на стечајци и социјалци. Каде се возат тие? А додека изградба на улици и реконструкција на улици 1%. Програма ЈДБ изградба на улици во град Куманово реализација 9%. А програма ЈДЦ реконструкција на улици во град Куманово реализација 74%. Кои се тие улици? Благодарам. Ви благодарам на вас. Повелете колешката Триновиќ на збор. Значи, прв квартал за буџет на општина Куманово за 2015 година, може би некои работи ќе се повторам со претходните дискутанти, исто како и претходната година, значи преобемен буџет со премногу преголеми цифри напишани кои мислите дека можете да соберете приходи даночни од 451 милион, планираните собране само 60 милиони. Значи, ако се продолжи со оваа темпо, вие до крај ќе соберете 250 милиони. Повеќе од тоа не може да соберете. Не даночни, 27 милион соберени, само 4 милиони. Од капитални приходи од 183 милиони планирани, само 9,9 милиони соберени. Само приходите од дотации ви се остварени
попланираното, значи 25%, додека вкупните капитални разходи, значи за важно за граѓаните на општина Куманово, каде спаѓаат изградба, реконструкција на локални патишта, улици, паркирање, сообраќајна сигнализација, водоснабдување, би се извршени само 7%. Ако продолжиме со ова темпо, колку ќе извршиме, колку ќе успееме да реализираме? Минорна цифра. Значи, па се враќаме на истото. Преобемен буџет, нереално испланиран, што не е остварен. Како што кажа, дали 80% ќе може да се оствари до крајот на годината. Благодарам. Ви благодарам на вас. Поведете колешки. Ивана Арсеновска. Благодарам, председател. Значи, како што кажа и предходните дискутанти, повторно ќе расправаме за истите проекти кои со година нанасат не се реализирани. Еве, например, не е инвестирано во локален економски развој. Како тогаш да очекуваме општината да оди напред, да се развива. Потикнување на развој на туризам не е предвидено ниту еден денар, ниту пак нешто е реализирано. Сега, јавно осветлување. Потрошени 14 милиони денари, од кои 11 милиони се за комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт. За јавното осветлување се потрошени малку на 3 милиони денари. Градот тоне во мрак, централното градско подречје е без јавно осветлување. Исто така, изградба на улици во град Куманово и реконструкција на улици. За овие две ставки вкупно се потрошени малку над 12 милиони денари. Ме интересира, дали улиците во град Куманово изгледаат како да се вложени толку пари во нив? Раскопани се целите. Изградба на простор за паркирање. Постојано зборуваме за истиот сообраќајен хаос. Негово решавање. Тогаш како да се реши кога нема доволно паркинг места, кога нема простори за паркирање? Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим во сообраќајето. Потрошени се 5 милиони 483 958 денари. Улиците, како што кажав, се раскопани. Семафорите не работат во градот, пешачките премини и сообраќајните ленти се необележани. Во што се инвестирани тогаш овие средства? Благодарам. Ви благодарам на вас. Побелете колешката Злата Илиевска има стор, Божиновска. Благодарам, председателя. Не би сакала да се поздрав до сите присутни во салата, не би сакала да се повторувам со претходните дискутанти, ќе бидам кратка. Како што знаеме, значи претходните години остварувањето на буџетот се реализираше во незначителен процент. Сметам дека и оваа година и оваа програма сега што ќе се реализира во мал процент и ќе претрпи дополнување како и претходните години. Во овој квартал во буџетот не нуди никакви решенија за проблемите во општините. Во буџетот не се нудат решенија за дивите депонии, во кои се гушат кумановчани. Во новиот буџет во кварталот не се нудат решенија нити за сообраќајниот хаос, како што рече претходниот дискутант. Нема решение ниту пак за работа на јавните предпријатија, за нивниот излез од криза, за нивното работење, ниту пак за долгот на Евана и за улично осветлување. Благодарам. Ви благодарам на вас. Проверете дали има други пријавени. Проверете ръководителот на сектора за финанси. Председател, почитувани советници, значи ќе се обидам да дадам дел на одговор на дел од прашањата кои што беа формулирани како прашања од самите советници во текот на нивната дискусија. Значи, морам да кажам дека реализација на овој квартал, како што рече и еден од советниците, е 21%, што не е незначително, како што се потенцираше од некои советници во однос на планот. Значи, максимална реализација би требало да биде 25%, реализација на вкупни тековни и капитални трошоци има од 21%, што значи дека тоа е некаде 85% во однос на кварталот. Што се однесува, значи, до дотации, се напомена дека тие се целосно реализирани,
Да, тоа е точно дека дотациите кои што доаѓаат од министерствата по-одделно за општинските буџетски корисници се реализирани во процент од 25%, меѓутоа доколку се погледне убаво извршувањето во самиот буџет, ќе може да се види дека тие се недоволни за извршување на тековните потреби на самите општински корисници, плаќајќи од училиштата. Па заради тоа, општината Куманово, значи овие дотации се доволни само за да можат тие да земат плата, па заради тоа, општината мораше во овој квартал да одели од своји средства, за да може да ја заврши оваа учебна сезона со грејење. И доколку ги погледнете програмите N1 и N2, значи основно образование и средно образование, ќе видите дека општината од својот буџет, значи, има реализирано во основно образование има 11%, а во средно образование има дури 21% од планираните средства во текот на оваа година. Значи, дотациите се пристигнати, никој не го спори тоа, меѓутоа тие дотации кои што ни ги доделува владата не се доволни да се одржи функционирање на овие училишта. Значи, општината мораше да инвестира во електрична енергија, не сакам да ги читам бројките, значи дадени се тука, во газ, за да може да заврши грејната сезона и да издели средства за нафта, како и за превоз на самите училишта. Што се однесува до прашањето за занатскиот дом, значи да, реализација се уште нема, меѓутоа во теке изработка на проект, на база на кој што ќе се распише тендер, за да може да се започне, значи, со реализација и реконструкција на самиот дом. Гасовод, значи овие средства кои што се реализирани, кои што тука стојат, се постави прашање, значи, каде се инвестирани. Ова се средства за изградба на гасоводна мрежа, значи таа реализација од 23% е согласно одлука за основачкиот блок на јавното предпријатие Куманово газ, односно за функционирање и за нивните потреби, онака како што е наведено во нивната програма која што е усвоена, значи, пред крајот на годината. Во јавен локален превоз, значи исто, каде се возат, прашавте стечајците и ова, значи нема да можам да ви кажам каде и како се возат, меѓутоа има програма која што е усвоена исто од страна на Советот пред крајот на годината, согласно, значи, програма за социјална заштита, има подпишано општината договор, каде што една од мерките, значи, освен субвенционирање за комунални услуги, каде што општината го покрива водата и џубрето на стечајците, исто така следува и јавен локален превоз. Што се однесува, значи, до улици во овој период, најголем дел, значи, извршена реконструкција на улици. Реконструкцијата е, веќе рековме, со 78%, а тоа е, значи, реконструкција на цели улици. Значи, не онаа што викате сите улици се раскопани или со дупки. Тоа е посебно, значи, тоа е летно одржување, кое што спаѓа во програма J6, и тоа е програмата, тука спаѓа летно, зимско одржување, хоризонтална и вертикална сигнализација. Кои улици и како се направени во овие 76%, извештај, да, 74% ќе добиете од секторот за урбанизам, согласно, значи, извештајот кој што се должни да го достават за реализација на програма за изградба и уредување на градежното земјиште. Значи, реков дека она што е инвестирано во, прашавте, во одржување, тоа е, значи, летното одржување во овие програмата J6, значи тука не се однесува само на летни одржување, значи тука најголем дел во овој квартал беше зимското одржување, значи во првиот квартал најмногу се оди на зимско, на вертикална и на хоризонтална сигнализација за долгови кои што се заостанати од минатата година. Благодарам. Доколку има некои други прашања, може да одговорам. Ви благодарам и на вас. Го поздравувам присуство на градоначалникот на седница на Советот. Повелете колешката Арсининска повод. Христина Криновиќ повара реплика. Благодарам. Значи, да не се разбераме поточно. Купно извршување на расходи во буџетот за 2014 се стварено до 18%. Това е читано извештајот. Сега, тековни оперативни расходи во буџетот се извршени 21%.
Значи, текови оперативни расходи, тука сваѓаат платите на администрација, тука сваѓаат текови оперативни работи што треба да се извршат, значи текови оперативни расходи би се извршени 27%. Капиталните расходи би се извршени 7%. Капиталните расходи, тука сваѓа изградба, реконструкција на улици, водоснабдување, сообраќајна сигнализација, пречистување отпадни води. Значи, капиталните расходи би се извршени 7%. Тоа би пишува во извештајот. Доволен. Ви благодарам на вас. Повелете. Благодарам председателя, значи тоа е точно што пишува во извештајот, ние него спориме. Значи се вкупна реализација на приходи за 2015, а не за 2014 е 21%. Значи вкупно приходи се реализирани. Вкупно расходи се 18, салдо од 3% останува на жиро сметка. А точно тековно оперативни само од буџет се 16%, значи нашите. Меѓутоа буџетот не е единка, буџетот го содржи значи сите, почнувајќи како што велите од донации, дотации, општинските средства, како и средствата на самофинансирачките активности. Значи вкупно тие тековно оперативни се 21%, а капиталните се 7%. Значи она што е реализирано, подадено по програми, она што е исплатено од минатата година, значи што останало како долгови е 20%. Можете да погледнете и сами, како што рече еден од советниците, значи во овие 69 милиони, каде што е образецот К2, каде што се дадени доспејани, а не намирени обврски, можете и сами да видите, значи таму се поделени по позиции, тековни и капитални. На самите капитални трошоци, општината значи има долгови, на 48 има само 8 милиона. Значи тоа се долгови кои што се уште не се доспејани. Значи се конкретно што имала исплатило. Во тек тендерските постапки што се работат ќе бидат исплатени во текот на наредниот период. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Повелете градоначалникот има случај. Поздрав присуство на сите на ова седмица, председател, советниците, ректорите, државни предпријатија, администрација, представниците на МЕРИМЕ. Само како за објаснување, чувствам потреба, бидејќи началник на финанси не даде како објаснување оваа позиција. Точно е дека разликата помеѓу оперативни текови оперативни трошкови која е фиксна, таа мора да се плати и одржување на работата, кондиција на самата локална самоуправа. Зошто е 7% реализација на капиталните инвестиции? Имаме разбирливи причини, се наоѓаме јануар, февруари, март месец, кога најчесто немаме некоја активност во однос на изградба, значи тоа е период каде имаме припрема за оно што ни следува во тековата година објавување на тендерски постапки, значи што овие периоди користиме, бидејќи заедно тие тоа се неповолни услови за било каква инвестиција и капитална инвестиција, а оно што објасни началникот е дека во изминатиот период се враќале доспејани побарувања од минатата година и како што констатира големо задоволство да истекна пред милионите дека по моментот е најнезадолжена општина, ако да исклучиме неправилните судски пресуди и блокади кои во некој период видиме ќе се докажат како големи грешки во самиот процес на блокада на локалната самоуправа. Ние немаме договори према изградувачи, имаме некои договори према јавните предпријатија од програмските задржувања кои се сервисираат и дистрибуираат како што е можно. Останалото немаме договори према изградувачи, големи, како што кажа, недоспејани уште 8-9 милиони, така да задоволство е да констатирам дека локална самоуправа влегува во една фаза каде ќе имаме многу поминен период финансиски, што надеж дека овие некои судски блокади ќе бидат тргнати во некој нареден период. Ви благодарам на вас, почитуван градоначалник. Дали имаме други пријавени за збор? Констатирам дека нема. Ја затварам материјалната расправа и точката под реден број 2. Ја ставаме изјаснување, ќе ве молам да се произнесеме за кварталниот извештај.
Ви благодарам, вкупно се произнесоа 30 советници, за гласа 17, против 11, 20 воздржани. Констатирам дека кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за прв квартал од 2015 година е усвоен. Ве молам да се произнесеме по трета точка од дневниот ред, буџетскиот календар. Ви благодарам, вкупно се произнесоа 30 советници, за гласа 20, против 30, воздржани 20. Констатирам дека буџетскиот календар е усвоен. Штувани колеги, му предлагам на Советот да води заедничка материјална расправа по точките по дневен ред 4 и 5. Дали имаме други предлози? Констатирам дека не можам да се произнесеме по предлог. Ви благодарам, вкупно се произнесоа 29, едногласно за. Констатирам дека предлогот е усвоен. Отварам расправа по точка по дневен ред 4, извештај за работа на јавно предпријатие Водовод Куманово за 2014 година и по точка по дневен ред 5, финансиски извештај годишна сметка на ЕПО Водовод Куманово за 2014 година. Воедно го поздравувам присуство на директорот Горан Стојковски на оваа седница на Советот. Повелете, колеги, дали имаме пријавени за расправа? Колегата Стојановски е пријавен, потоа колегата Станковски. Повелете. Благодарам, Саđa. Вака, значи, ова јавно предпријатие веќе години назад се соочува со проблемот за губар. И тоа е еден од најголемите загубари ако не најголем загубар меѓу јавните предпријатија. Сакам да споредам 2013 со 2014 година. Во 2013 година имаше загуба од 44 милиони денари. Во 2014 година имаме загуба од 21 милион денари. Што значи дека овдека има преполовување на загубата, меѓутоа загуба си е загуба. Значи, ги ценам напорите на новиот директор и на неговиот менаџерски тим во оваа работа, што успеа колку толку да ја намали загубата. Меѓутоа, ќе треба уште многу работа и многу долг период за да може ова јавно предпријатие да ги санира сите оние загуби што ги имаше до сега и да застане на здрави нозе и да почне да работи со добивка. Значи, кризата во ова јавно предпријатие е многу поодамна и многу подлабока. А за решавање на такви длабоки и подолготрајни кризи треба и подолг период. Значи, да не се разбереме погрешно, јас сакам ова јавно предпријатие да работи со успех, бидејќи ова е од витален интерес за граѓаните на град Куманово. Меѓутоа, предпријатието се соочува со некои проблеми кои не може самото да ги реши. Мора да му се излезе во пресет и да се најде некоја солуција и некој решение, да му се помогне како би излегло до оваа криза. Кризата со Евана, значи сметките кои што се неплатени за електрична енергија изнесуваат €1.000.000. Тоа не е за занемарување. Утре може да се случи Евана да каже ние повеќе не можеме да ве толерираме, ќе ви исклучиме струја, градот останува без вода. Што значи ова? Значи, причината за сите проблеми што се во водовод напластени не се само водостопанство и цената од водостопанство.
Значи, предпријатието се соочува со многу поширок спектар на проблеми. Значи, не е само водостопанство причинител за ваквата состојба во ова предпријатие. Му посакувам во иднина ова предпријатие да застане на здрави нозе, меѓутоа состојбата сега за сега е таква, загубар си е загубар. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Повелете колегата Станковски се јави за збор. Почитувани председателе, почитувани колеги советници, представници на Општинска администрација и представници на јавни предпријатија и представници на средства за јавно информирање. Пак имаме еден нов извештај со стари проблеми. Како што спомна и претходниот дискутант, и покрај зголемување на приходи во однос на 2013 и покрај намалување на расходи, загубите, иако преполовени, продолжуваат и понатаму и ќе продолжат во наредни период. На состанокот на Комисијата за комунални дејности, чиј член сум, директорот или на прашање на комисијата каде го гледа излезот од оваа криза, рече дека можеби ќе има откривање на натрупаните загуби. Само тоа, една повед од тоа го очекува, со добивање средства од ИП фондови кои се однесуваат на замена на канализациона мрежа, на изградба на атмосферска канализација, замена на водоводна мрежа и така, служувајќи се и самиот дека не може да се прави план за санација само на база на донација. Добро е во цела ова ситуација што можеби, не знам, државата формира сега, секако ќе биде добро, нов субјект кој ќе се јави од друга страна како соговорник на јавното предпријатие за некои прашања кои до сега предпријатието ги разговараше нели со водостопанство. Сега имаме нов субјект на државно ниво. Меѓу друго, веројатно ќе тој нов субјект на основа на некои релевантни критериуми ќе веројатно дефинира и цената на водата, која, како што гледаме, некако постојано се провлекува во овие наши седници и разгледување на извештаи од водостопанството. Ето, без разлика на тоа како ќе се одвиваат натамошните разговори со тој нов субјект, може би е време овој проблемот со цена на вода и другите проблеми да се најдат на посебна седница на Советот, зашто имаше и предлози порано, затоа што не знаеме кога ќе почне тој нов субјект да функционира на државно ниво, а летото е на прагот и треба да се надминат некои проблеми, пред се цена на вода, која, како што кажа и претходните дискутанти, е само еден сегмент, не е само тоа, има и други проблеми. И летото е на прагот да не дојде ситуација да сето ова се одрази на грбот на граѓаните на Куманово. Значи, овие проблеми на водостопанство треба да се решат. Навистина е крајно време, не само поради самото јавно предпријатие, кој треба да редовно и квалитетно си ги сервисира своји инсталации, ами и заради граѓаните на Куманово кои заслужуваат едно квалитетно водоснабдување. Мислам тука на оние делови од извештајот кои спомнуваат над дотрајаност одредени пумпи таму, системи, да се подсетиме дека Куманово е можеби, не знам, еден од последните градови од Европа каде дел од цевките се
азбестно-цементни, значи Куманово пие, и тоа цела е лепеза на цепки, од тамо подцинкувани, па полиетиленски, па ови од сивлив, или гусени, како ги викат, па челици цепки, и на крај уште незаменета некоја стара инсталација од пред 40-50 години, азбестно-цементни цепки кои секаде во светот се сврлени, бидејќи се претпоставува дека се штетни за здравјето. Така да, мислам дека треба на водостопанството да се посвети поголемо внимание и дефинитивно да се помогне да се решат проблемите за кои мислам има таму желба да се гледа. Евидентни се напорите на менаџерскиот тим. Преполовени загуби, добро функционира се. Враќаат некои стари долгови така натаму, меѓутоа тоа не е доволно. Предпријатието треба да добие помош од надвор. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Ведете колешката Свизер Скрванович и Возбор. Благодарам, председателя. Би сакала едно прашање, дали директорот располага со некакви податоци, примери, колку би представувала месечна разлика на износ на она што представува реална цена на сурова вода, која што представува основа за продажната цена на водата кога цената е направена, и она цена на вода која што сега се плаќа према водостопанство, како би можеле објективно да ја согледаме состојбата во која што се наоѓа во јавните. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Велете дали има други пријавени, колегата Караджински се јави за збор. Благодарам, председателе. Почитувам председателе, почитувани колеги съветници, почитувани представници на јавните предпријатија на Машинската администрација и почитувани представници на седната сила, која се ставаме нарекла. Не знам дали се уште седне, ќе се качи на некој место високо километри. Можам слободно да пофалам извештај, онака како што е направено. Наистина, направени професионално, со добра прегледност и така натаму. Меѓутоа, не можам се уште да разберам зошто не се презема мерки за санација на некои работи кои што гледат во предпријатието и ги фрливме тие луѓе таму, дали да санираат она што е, не ги пружаме никаква помош, или ќе се најдеме во ситуација да еден ден расправаме за случувањата во предпријатието на некој начин на ова предпријатие кое што е откритено значење за жителите на општина Куманово, односно едно од најбитните, снабдувањето со вода се разбира дека е најнеопходно. Ќе се најдеме во ситуација да најдеме сили, сите заеднички да помогнеме да ова предпријатие застане на цврсти нозе, какви што си ги имаше во еден минат период. Наистина, директорот и менаџерскиот тим и сите вработени секако дека тоа го учествуваат таму и сите вработени секако дека допринесуваат за намалување на овој долг кој што мислам за намалување на новиот долг што доаѓа. Иначе стариот долг си стои таков, каматите си растат секој ден, не се решава проблемот и не знам до кога само ќе обстојува предпријатието, а да не може да функционира онака како што треба да функционира. Еве дојде и исклучувањето на струјата Девана. Кој ќе му ја отпише струјата? Никој не може да му ја отпише. Девана си ги бара парите за тоа што таа струја е потрошена. Кај да се најде средства? Се разбира, кај треба да се најде? Кој го формира предпријатието, тој треба да најде средства, треба да најде начин, односно треба да најдем сите заеднички јазик во оваа смисла, без
партиски и било какви поделни и да допринесеме за сите нас, за општина Куманово, да ова предприятие застане на црвски роди, да имаме чиста вода и за пиење и за всекаква друга употреба, да имаме да немаме, односно да немаме појава на било какви заразни заболувања и други кои што би можеле да произлезат, како ќе го видиме во наредниот извештај за движење на заразни болести во Куманово. За жал ги имаме, меѓутоа за среќа пак не се зборемуваат и покрај сите овие работи, а може да се случи да тоа на некој начин биде голема експлозија, која што не би можеле натака да превенираме, туку се знае дека куративниот дел е многу поскап од превентивниот во смисол на лекување, односно спречување на болести. Сепак, нас ни треба една седмица и беше предложено и мислам дека во најскоро време најсериозно ќе сватиме сите ова потреба од одржување на таква седмица и изнаоѓање начин да ова предпријатие на некој начин доведеме во ситуација да биде санирано, односно да му биде овозможено да работи во нормални услови и на нормален начин. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Проверете дали имаме други пријавени. Давам збор на директорот, проверете. Почитувам председател, почитуваме съветници, почитуваме представници на общинска администрация. Прво би сакал да изразам благодарност на лично моје име и во име на сите работници кои проводат за денешните конструктивни дискусии, буквално на сите съветници кои повараат збор. И овие дискусии ги сваќаме како поддршка која што ни е апсолутно потребна во овој момент, затоа што ГП-водовод е предпријатие со основна улога, а тоа е редовно водоснабдување на најголема општина во Република Македонија и пошироко и одведување на отпадни води. Проблемите кои што се напластени и кои што апсолутно се сложувам не може да се решат на краток рок, туку ќе мора со помош и од Совет на општина Куманово и од државните институции да се решават во наредниот период. Значи, покрај ваква тешка ситуација, од извештајот можете да видите дека минатата година приоритет беше ставен на фабриката за вода, која што не ни ја пречистува водата што ја добиваме од водостопанство Кумановско-Липовско поле, со цел да може да биде несметано водоснабдување на целиот град. Значи, направени се сервисирање на пумпи за перење, на пумпи за висока зона, која што беше рак рана во минатиот период, на пумпите во Митев мост, кои што треба да се алтернативни, а минатиот период работеа скоро ностоп поради недостаток на вода, на дренажниот систем во Бедиње и исто така се направени сервисирање на пумпи на пречистителна станица, за да можеме да бидеме коректни према граѓаните, бидејќи знаете дека само Куманово плаќа 8 денари по кубик за пречистување на вода, цена која што не ја плаќа ниту еден град во Македонија, со нови измени во Закон за води и со тарифирање на цена на вода. Значи, оваа ставка ќе има од сега понатаму секој град во Република Македонија, без разлика што ќе немаат пречистителни станици, и ние се надеваме дека дел од овие средства што ќе се собираат, веќе имаме разговори со Министерство за животна средина, дека дел од тие средства ќе бидат вложени директно во пречистителна станица во Куманово, за да таа може да биде комплетно ефективна. Имаше само едно директно прашање, на тоа што би сакал да одговорам. Значи, околу цена на сирова вода, како доаѓа лето, ова тема секојаш станува актуелна. Значи, за ваша информација, од 9 месец 2013 година, заклучно со 4 2015 година,
по сите основи, значи тоа е плаќање од сметка, цеси, преку извршител и камат за дозволи платени. Кумановско, Литковско поле од страна на Водовод има добиено 50 милиони 30.658 денари. Цела 2010, 2011 и 2012 нема добиена ваква сума на средства. И немаме ништо против што се исплатени овие средства, се надеваме дека се искористени за решавање на проблемите со байпасот кои што ги имаше предпријатието со кои што и со механизација помогнавме, решавање на двополен ефекти на главниот вод и на индустријскиот вод. Информационно, значи, која би била ситуација ако во овој период беше цена 4,5 денари без ДДВ, односно 4,8 денари со ДДВ. Во прегледот на остварени приходи и трошоци, кои што го имате во извештајот, ќе видите дека единствена покачена ставка во минатата година се потрошени суровини и материјали. 2013 биле 28 милиони 937 милиони денари, 2014 се 47 милиони 113 142 денари. До 9 месец 2013 ЈП Водовод плаќаше према водостопанство Кумановско Литковско поле сирова вода по цена од 2,3 денари, иако стига фактури по 5,4 денари. Се одеше на судења, кои што судења секогаш ги губив. Од 9 месец 2013 година решивме да почнеме да плаќаме по 6,4 денари, по 5,4 денари, за да се избегнат овие абсурдни судски процеси. Одговор на овој наш потек беше тоа што од први месец 2014 година почнавме да плаќаме вода по 6,7 денари, што ни ја фактурираат со ДДВ. Без разлика што беше договорена сосема трета цена. Така да овие 21.147.763 денари загуба што имаме ова година, воглавном се должи на ова цена на вода. Со проста математика можете да дојдете до овој податок. Доколку цената би била 4,5 денари, 2014 година, значи говорам само за 2014 година, ЈП Водовод нема долг по основ на преземена вода од водостопанство Кумановско Литковско поле. Ви благодарам и на вас. Повелете колешката Захариева по разговор. Благодарам, председателю. Едно кратко прашање во контекст на целокупната дискусија што се водеше до сега за околу долговите што ги има јавно предпријатие Водовод. Факт е дека вие пак имате и должници, значи правни субјекти што ви должат. Не зборувам за физички лица. Физичките лица има начини и мерки како ги наплатите овие долгови. Лично ме интересира кои правни субјекти од општина Куманово ви се најголеми должници, ако може и сумите. И ако, по некоја аналогија, нели, општината треба да помогне за покривање на вашите долгови, кој би можел да помогне да се покријат долговите на овие правни субјекти што ви должат вам? Благодарам. Ви благодарам на вас. Повелете, како предпријатие кои што не сме издвоено, значи, од економскиот живот на Република Македонија или во не само Куманово, имаме должници од правни субјекти, меѓу кои што е чисто како информација и начин на однесување на ЈП Водовод према должници и начин на кој што некои доверители се однесуваат према ЈП Водовод би ја издвоил за жал Општа болница Куманово. Значи моментално долгот е близу до 8 милиони денари. Без разлика што е долгот близу до 8 милиони денари, ние во ниту еден момент нема да пристапиме кон исклучување на вода за овој бителен објект. Затоа што, не да Боже, утре било кој од нас, пријател, роднина, дете, може да се најде таму и да се случи нешто несакано, затоа што во тој момент е исклучена вода. Значи, правиме разговори, молиме, апелираме во рамки на можности на Општа болница да имаме некоја сума
која што ќе може да ја платат, односно да разговараат дали со фондот за здравство, дали со министерството, за да се најде некој модус како да се реши овој проблем. Да ја потенцирам болницата во смисла да во ниту еден момент нема да исклучиме вода. Се сеќавате, минатото лето си дозволија поединци да исклучат вода на цел време. Ви благодарам, поштуван директоре. Дали имаме други пријавени? Поштувани колеги, јас би сакал да подискутирам на овие точки од дневниот ред. Поштувани колеги, поштуван директоре, поштувани присутни, ова не е прв извештај кој што Советот го разгледува. Иако лично имам забелешка дека истиви извештаи кои што се однесуваат за текот година треба порано малку да доаѓаат на разгледување на седница на Советот. Бидејќи веќе сме крај на месец април, истиот достане некаде средина на месец март, но сепак мислам дека уште тоа важи за сите јавни предпријатија во општината, истите треба да бидат разгледувани прече по завршување на годината за која што истиот се однесува. Јас, директоре, лично ја охрабрувам вашата работа и заложува од наследување на работа во ова јавно предпријатие. И имате целосно поддршка од делот на менаџирањето со истото, но сепак согласно статутот и онако кој што е осмислено и формирано самото јавно предпријатие, тоа е првенствено да дава услуга на сите граѓани на нашата општина, би требало да ја врши целосно својата функција. Затоа првенствено би сакал да ве прашам дали ние оваа година можеме да очекуваме повторно криза со водоснабдување во нашата општина. Конкретно, бидејќи ги слушнаме вашите елаборации во делот на онаа што значи цена на сирова вода, цена кон крајните корисници и така натаму, но граѓаните нас не прашуваат за детали, туку едноставно ги интересира дали тие ќе имаат вода или дали ќе добиваат онаа што го плаќаат. Второто прашање и забелешка е во делот на онаа што значи вршење на прекопи на територија на нашата општина. Има голем број на улици во градот на кои што јавното предпријатие презема градежни работи, кај се врши прокоп. Истите не се враќаат во првобитна состојба. Последниот случај кај што лично видов ангажман на јавното предпријатие Куманово газ, но видов дека екипи од јавно предпријатие Водовод работат на делот улицата Пионерска, покрај Стара црква и делот зградите кои што излегуваат на самата река. Реакцијата на граѓаните е огромна, бидејќи ископани се површините, такви се случаите и со голем дел на Трета македонска ударна бригада покрај поранешен зид, кај што до ден денеска не е направена соодветно враќање на работите во првобитна положба. Сметам дека би требало лицата одговорни за техничкиот дел во јавното предпријатие да водат поголема грижа и исто така и во делот на дивите прекопи и дивите приклучоци кои што масовно се случуваат на територија на нашата општина или како што нашите сограѓани велат копа кој каде ќе стигне. Затоа апелирам и до вас и до надлежните општински служби и до инспекцијски службите за инспекцијски надзор да бидете поажурни, бидејќи секоја новоградба подразбира прекоп на старата канализациона инсталација и потоа се чека момент да општината го врати истиот во првобитна положба, што е директна штета и за општината и за граѓаните и дава една многу лоша слика. И токму поради тоа мислам дека соодветните реакции од вашето јавно предпријатие и од надлежните општински служби ќе може да одбодат со плод. Ви благодарам, инаку што се однесува до останатото, немам забелешки ни извештајот.
извештајот е најбитно реален, јавното предпријатие е такво како што е, но водејќи се од фактот дека општините во Република Македонија се најголеми загубари, а каква е мајката, такви си и децата, свесни сме со што се соочуваме на државата, повеќе јасно е дека ќе треба повисоко ниво на фискална децентрализација за да се надминат финансиските проблеми не само во нашата општина, туку и во сите општини во државата. Ви благодарам. Поверете, дали имаме други пријави? Реплика, поверете. Председател, се сложувам со председателот. Меѓутоа едно заборави. Мислам, и тоа и он го мисли, ама само да го исправам. Она што работат двете предпријатија заедно на иста линија и во исто време, тоа е за поздравување. Меѓутоа, она што него потоа санира, тоа се, како тој што каже, благодарам. Јас ви благодарам, почитувам колега, многу ми е драго што имаме толкова во советот, да не толкова. Благодарам сум што едно за вас. Поверете, Poštovani predsjedniče, poštovani medijumi, znači, razgledamo financijski izveštaj javnog preduzeća Vodovod. Veoma velika suma kao загуба. Znači, ali nije od ove godine, znači mislim da to su problemi u minulim godinama. Jednom me interesuje, znači, sporedbeno, kad gledamo 2013-2014 godinu, samo da mi pojasni direktor, znači, potrošeno sirovo voda, znači 19 miliona, znači, a ostvareno 2014. godine 39. Znači, to je razlika velika. 20 miliona. To je ona suma koju smo mi platili javno vodostopанство, znači, ili nešto drugo, a u prihod to je u rashodima, a u prihodima nemamo efektuirano, znači, od količinu sirove vode koju smo platili da imamo u prihodima veliku razliku kao dobitak. To me interesuje, pošto je velika razlika, znači duplo. Samo to. Ви благодарам, почитуван колега. Дали имаме други пријавени? Поверете, директоре, се одговорите. Благодарам, председателе. Првен би сакал уште еднаш да се благодарам за вашата искрена посветеност и помагање на Јопил Водовод и со конкретни работи, а не само со, да кажеме, тривијални дискусии за разлика од многу други советници, затоа што секогаш кога имавме проблем во Јопил Водовод, бевте меѓу првите кои што се јавуваше, доаѓаше и се обидуваше во рамки на своји можности да помогне колку може. Значи, намерата секогаш беше искрена и конкретна. Околу делот дали ќе имаме криза за вода ова година и не може да имаме, јас се надам дека во контекст на дискусиите кои што ги имавме од членовите на Советот кои припаѓаат на партијата кој што го раководи предпријатието Водостопанство Кумановско Ликовско поле, значи поаѓаме од овој предуслов и се надевам дека нема да дојде до криза со водоснабдување на овој град. Ако дојде до криза, тогаш ќе испадне дека сите овдека едно зборуваме, а кога треба да ја решаваме, комплетно се тргаме од проблем. Значи, плаќаме средства во рамки на наши можности према Водостопанство Кумановско Ликовско поле, очекуваме помош и од општината за зголемување на определена сума на средства овие 3 месеца кои што ќе се ударни, значи јули, август и јули, така да мислам дека не би требало да има водна криза, затоа што мислам дека на сите овдека предци и нацени се граѓаните, а не некои наши ситни интереси. Околу прекопите, значи знаете дека асфалтните бази не работат во текот на цела година, него работат еве сега ги вклучија во
крај на април месец и работа до октомври. Сите дефекти кои што се од октомври до вклучување повторно на базите, на асфалтните бази, се обидуваме да ги решаваме со коцките кои што ги поставуваме. Улица Пионерска, која што спомнавте како конкретен пример, значи моментално паралелно работат двете предпријатија. Во овој момент само со земја се затвора ископот, затоа што чекуваме да ја повржеме линијата до црквата горе. Што го завршиме тоа, во тек е асфалтирање на определени ударни дупки во град Куманово и имаме обезбедено определени количини на асфалт кои што ќе ги искористиме за затворање на прекопот на оба улица и на сите други улици каде што имаме работење. Значи распишуваме тендер секоја година, на кој што тендер се јавуваат подизведувачи, односно луѓе кои што не снабдуваат со асфалтот, така да во изминатиот период штом се отварат асфалтните бази, ги решаваме веднаш со асфалтирање, а таму кај што немаме средства за асфалтирање, ќе работиме со коцка. Имаме навистина огромна помош од општината за решавање на овие прекопи. Прекопот на ЗИК не е од страна на ЈП Водовод, него е направен од страна на ЕВН. Значи, ако зборуваме за истиот дел, од пазарот према гимназијата што се наоѓа во ЗИК. Значи, тој прекоп е од ЕВН, а надолу по улицата наши прекопи што ги имаме, значи, ставени се на список да бидат реализирани во наредниот период со добивање на контингентни асфалт, со што ќе бидат, значи, ќе бидат покриени овие прекопи. Околу делот за разлика на вода што ја взимаме од водостопанство и, ако ве разбрав добри, она што ние наплаќаме. Значи, низ наша мрежа се губи 50%, а во определени минати периоди 60% од вода што ја купуваме. Така да не е математика колку сум купил, толку продаваме, него наставно правете сметка дека над 50% од вода што ја купуваме се губи низ мрежа. Тоа се должи на дел технички проблеми, значи за старени цевки што зборувавме, ефекти кои што ги имаме нон-стоп, и дел се работи за административен проблем, односно неажурна работа на наши инкасатори и на служби во ЈП Вода кои што се ги решаваме буквално чекор во чекор. За надминување на овој проблем, ние веќе аплициравме до Министерство за транспорт и врски преку Светска банка добиен е кредит од 1.800.000 евра, кој што кредит моментално е, нема да употребам збор закочен, него е на стендбај во Министерство за финансии, со кој што кредит се обезбедува над 10.000 нови водомери и добивање на апарати, тоа се геофонови, геокорелатори, со кои што ќе можеме да интервенираме, затоа што она загуба што е гледана, кога имаме дефект, таа ја решаваме брзо, таа е минимална загуба. За жал имаме загуби кои што не можеме да ги видиме со око. Значи вода константно се истекува, ние константно пумпаме вода од фабрика за вода, фактички ги храниме тие дефекти. Значи што биде реализиран овој грант, набавуваме инструменти со кои што ќе поминеме целата наша мрежа, ќе ги видиме овие дефекти кои што не може да се видат со голо око, каде се и што се, и јас се надам дека со тоа ќе ги намалиме максимално загуби и овие параметри набавена вода и продадена вода ќе ги нивелираме. На ниво на Република Македонија загуби на вода за минатата година се 61%, на Балкан оквирно се движат меѓу 45 и 55%. Значи никаде немаме комплетно набавена вода да се комплетно и фактурира. Наш проблем е што ние купуваме водата за разлика од многу други предпријатија кои што не ја купуваме. Ви благодарам на вас. Поведете, колешки. Благодарам, председател. Вака, значи правни субјекти има должници. Дали само општа болница е правен субјект што е должник, или дали вие како директор за наредна седница можете да им оставите список на правни субјекти што се должни? И барам да ви оставим. Благодарам. Благодарам советнички, јас цело време се обидувам да зборувам како директор на ЈП, а не
во некој рок, како што деломично дискутираме, не е само Општа болница. Има X правни субјекти кои што ни должат. Значи, Општа болница ја спомнав само како еден еклантантен пример на многу голем дол. Иначе, веруете дека буквално нема правен субјект кој што нема заостанати со некоја сметка, со повеќе сметки, а најголем проблем е делот кој што апсолутно не можеме да го наплатиме. Значи, тоа се, за жал, знаете дека Куманово порано беше индустријски развиен град, кој што минатиот период апсолутно е во друг правец, така да ги имаме Житомел, Диер, Искра, амбалажа и да не ги редам сите други, каде што нашите долгови се ставени во стечајна маса. Кога ќе заврши стечајната постапка и колку тоа ќе можеме да наплатиме граѓаните. Ви благодарам, директоре. Повелете дали имаме други пријавени. Констатирам дека нема. Ја затварам расправата и точката под реден број 4 ја ставам на изјаснување. Ќе ме молам да се произнесеме по реден. Гласањето е во тек, колеги, повелете произнесете. Ви благодарам. Купно се произнесоа 26 советници, за гласа 19, против 7, воздржани нема. Констатирам дека финансискиот извештај за работа на ЈП Водовод Куманово за 2014 година е усвоен. Ке ме молам да се произнесеме по петата точка од дневниот ред, повелете. Ви благодарам, колеги. Вкупно се произнесоа 25 советници, за гласа 18, против 7, воздржани нема. Констатирам дека финансискиот извештај, годишната сметка на јавно предпријатие Водовод Куманово за 2014 година е усвоена. Му благодарам на директорот за присуство на оваа седница на Советот, а поштувани колеги, ви предлагам да донесеме одлука да ги разгледаме, да водиме заедничка материјална расправа за точките под реден број 6 и 7. Повелете дали има други предлози. Констатирам дека нема. Повелете произнесете се по предлогот. Ви благодарам. Купно се произнесоа 24 за, едногласно. Констатирам предлогот усвоен. Отварам расправа по точката под реден број 6, извештај за деловно финансиско работење на ЈП Чистота и зеленило Куманово за период октомври-декември 2014 година и по точка под реден број 7, извештај за работа на јавно предпријатие Чистота и зеленило Куманово за 2014 година. Имаме присуство на директорот на ова јавно предпријатие, господинот Петрушевски, го поздравувам и пред да отворам расправа, би сакал да ви информирам, поштувани колеги, дека во 13 часот ќе направиме пауза од половина час, која ќе трае до 13:30 и ќе молам да бидеме поажурни со паузите, за да можеме непречено да продолжиме со работа. Би ги замолил координаторите на советничките групи да се воздржат од барање на дополнителни паузи. Повелете, отварам расправа, дали имаме пријавени колешката Јовановска, потоа колегата Стојановска. Се јавиат за збор, па Становска. Повелете. Благодарам, председател. Она што е доставено за увид, можда за
заклучено дека планскиот приход, планираниот приход и расход кажува дека се работи за загуба на јавно предпријатие и чисто президент. Според това, треба да трошиме колку што имаме, а не колку сакаме. Имаме зголемување на услуги за одржување од 200.000 на 600.000 денari, зголемување на плати од 18 милиони на 19 милиони, че околу 1 милион. Имаме опрски спрема добавувачи, неплатен околу 2 милиони, што е купено пражно. Имаме краткорочни опрски спрема поврзани субјекти 13 милиони. Исто така имаше ставки, отприлика месечно околу 2 милиони година имате обврски ова јавно предпријатие кон одредени субјекти. Кои обврски има јавно предпријатие, чисто те зеленило и кои се субјекти на кои што дошли? Ви благодараме на вас, почитувани колеги, ќе вам молам за внимание. Благодарам. Поведете следниот е колегата Стојановски. Hvala predsedatelja. Znači, денеска на дневен ред е извештајот за дело на финансска година на јавно предпријатие Чисто Зелено Куманово за период октомври 2014 година. Значи, ова јавно предпријатие беше едно јавно предпријатие кое има некоја добивка, не познае каква, меѓутоа сепак работеше со добивка. Четвртото тромесечие од 2014 година покажа едни многу негативни резултати, каде ова јавно предпријатие има остварено загуба од 4.475.278 денари. Значи, моето тврдење на изминатите седмици дека сите јавни предпријатија ќе дојдат во состава да бидат загубари, полека, чекор по чекор се навестува и покажува дека она што сме го зборувале во претходниот период дека ќе биде така. Значи, ова го потврдува четвртото тромесечие со ова волку голема загуба. Сепак ова предпријатие на крајот на 2014 година покажува добивка од 921.146 денари. Меѓутоа, самиот факт што во едно тромесечие прави толкава загуба покажува дека и ова предпријатие сега не знам дали не идува на проблеми во работа или пореално ги искажува резултатите од своето работење. Значи, наговестува дека и ова јавно предпријатие во иднина може да очекуваме дека ќе работи со загуба. Во детали не сакам да навлегувам, само ги кажувам генерално забелешките за четвртото тромесечие и за 2014 година во целост. Благодарам. Ви благодараме на вас, колега Стојановски. Јас би сакал да кажем нешто во врска со чистење и одржување на јавни, прометни и древни површини во градот, за кои е опште просто мислење дека слабо се чистат, дека градот е се повеќе и повеќе запорпан со ѓубре и постои едно поинтензивно собирање на смет во централното градско подрачје, меѓутоа ако ќе се тргне малку понастрана, ситуацијата е поинаква, ѓубре има насекаде, посебно е карактеристичен просторот во реката и околу реката, значи која протекува низ градот, просторот од Средорек до Митев мост, тој е толку загаден, значи со органско ѓубре внатре во реката и покрај реката, што секако дека што може да се случи негативно да се одрази на здравје на луѓето. Тоа е идеална средина за развивање и на комарци, и на други паразити. Еве сега доаѓа топло време. Читаме во вестниците дека во Грција сега, поради тоа што во Европска унија е забрането прскање против комарци,
Многу се намножиле оние посебни, но лоши комарците и тигреси, кои ги потиснале оние питомите и кои прашање на ден кои ќе дојдат кај нас и кои исто така читаме дека се многу поопасни за здравјето, а ние им правиме, значи, во самиот град една идеална средина за размножување. Точно е дека за чистење на реката е надлежна општината, меѓутоа ѓубрето има и приуриме и покрај реката, така да потребно е тука една координирана акција општината и јавното предпријатие да се исчисти овој простор и да се, значи, да добиеме една поинаква слика на кејот кој се наоѓа во самиот град. Вака е многу лоша слика. Исто така читаме дека читаме во ова извештај дека има добра соработка со Евана. Точно е тоа дека се чисти вегетацијата која смета на преносните водови и на трансформаторите. Меѓутоа има и ситуации кои се малку поинакви. Ево, например, има еден трансформатор на улица Тоде Дуба, каде што Евана или некој из Евана постојано го расчистува од вегетација и таа вегетација со години останува покрај трансформаторот, никој не ја дига и така натаму. Јас би сакал да прашам сега конкретно што е со ревитализација на просторот околу меморијалниот центар Аснон во село Пеница. Таму ресторанот не работи година дена и прашање е дали во догледно време ќе поработи. До сега слушавме, година дена слушаме дека се во прашање некои тендери, тендер за ова, сега останал тендерот за алкохол. Меѓутоа, јас мислам дека повеќе недостаток на желба во јавно предпријатие да се активира тој простор, отколку не знам за какви све материјали да се распише до сега тендери, ќе се реализира. Година дена, значи не можеме да излеземе на крај со тендери. Кога отиде овој меморијален центар Аснон, кој сега интензивно ќе биде посетуван, значи во мај месец доваѓаат, почнувајќи од првомајски празници, во мај месец ќе доваѓаат екскурзии на деца од цела држава кои ќе го посетуваат меморијалниот центар таму. Таму ресторанот, значи, пак нема да работи, санитарни чворови нема да работат. Не знам, ќе биде многу лоша слика таму, да таква посетеност да нема, да и ВЦ да не работи, да нема каде да се испие едно кафе и една вода. Јас кога отиде ова, кога донесовме одлука од Куманово паркинг да отиде во меморијален центар Аснон кај ова јавно предпријатие, јас се зарадував, викам, добро е сега, луѓето имаат искуство и со бидејќи има сари за се баве со некоја угостителска дејност, нели, таму на гробиштето и на друго место, дека ќе го одржуваат просторот. Плюс имаат луѓе стручни, инженери за хортикултура, кои ќе поминат низ тој меморијален центар, кој е отприлика околу 12 хектари, од кои само 2 се дотерани овака, нели, хортикултурно, меѓутоа оние 10 се едноставно не може да се некаде помине, значи, на тој простор. Точно е дека за сечење на големи дрва, има склонопадни дрва, таму е надлежна државата, меѓутоа има и значи, пониски грмушки, не знам, и трње и све, за кои што не треба дозвола од државата, или од кого конкретно треба, не знам, дали од Македонски шуми или кој дава за тоа дозвола. Меѓутоа, ето тоа не се прави, значи не се прочистува, а имаат еден стручен кадар кој може да прошета, да ги обележи просторите кои треба да се расчистат таму.
Од целата стручна помош само сега сме известени, ние конкретно сме посебно заинтересирани како музеј, ја скоро бев во музејот, бидејќи таму се одржува ликовната колонија Куманово, која е бренд на Куманово, која лани до некаде ја промашивме поради неработење на ресторанот, најверојатно и оваа година, значи нема да може да се одржи таму. И сега неизвестија ставам дека поминала некоја жена таму, не знам, секретарка што е во фирмата и ги разместила скулптурите. Една прекрасна скулптура имавме од едни врвни светски аргентински скулптори кои посебно ја избра да биде на влезот во просторот. Сега ја ставиле во ресторанот да гледа во оние кои ќе консумираат јадење таму. Еден пример, не знам како, кој се вклапа општо милена, дека кај нас сите сме стручњаци за она што не сме учеле, за тоа сме стручни. Мене би сакал да опрашам директорот, значи, што станува со ревитализација, кога ќе проработи тој мемориален центар, затоа што таму ќе почне посетеност од првомајски празници за 2-3 дена. А не очекува таму, тука ќе имаме и разгледување на програма за Фондација за култура, тука се одржуваат и други манифестации, не е само колонија, колонија на млади сликари, многу културни настави се случуваат, а не е спремно тоа таму. Мој впечаток е дека недостаток на желба има таму да се тој простор спреми и имаше доволно време од како помина таму од Куманово паркинг во ова јавно предпријатие, имаше доволно време тоа да се спреми и да се стави во функција. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Поведете колега Османовски. Благодарам председателе, почитувам директоре. Сигурно ова добивка се тожи на тоа што на муслиманските гробишта по втор пат, иако сами го купија тоа место, по втор пат им наплаќате, им давате некои потврди дека се собственици на своето земјиште кое по имотни листови гласи на нив. Неодамна и муфтијата при Ива за Куманово ви испрати допис дека е незаконски и сакал во овие извештаи во некој нареден период да ни дадете колку остварувате приходи од такви действија на туѓо земјиште што ни продавате пак на нив и дали во скоро време ќе бидат ослободени овие лиги од плаќање на онаа противвредност од 100 или 120 евра што ги наплаќате претходно, за да може да се изврши закуп на муслиманските гробишта. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Поведете колега Трајковски има збор. Благодарам председателе, благодарам колегите ги поставија прашањата кои јас мислев да ги поставам. Подоцна во планот кој ни понуден за управување со отпад, има еден податок кај што пише имаме над 20 диви депонии. Би го прашал директорот во каква и дали имаат соработка со надлежната инспекција и кој всушност треба да ги трга тие, да го трга сметот. Тоа е едно прашање. Второ прашање за работна единица гробишта. Значи имам податок дека фрижидерот кој е горе не работи некаде 3 години, а за тие услуги во Бутево или во болница се плаќаат некои суми кои одат на терет на луѓето кои ги користат тие услуги. Значи, дали и кога се планира да се санира овој проблем со фрижидерот во капела? Благодарам. Ви благодарам и на вас. Штован колега, дали имаме други пријавени? Ви благодарам. Давам збор на директорот. Поведете, директор. Благодарам председателе. Поздрав до сите присутни, до советници, до директори на јавни предпријатија, до началникот и председателот на Советот на Општина Куманово.
Ќе почнем од почеток со одговори, бидејќи слушам некои паушални мислења со кои сака да се искриви сликата за годишниот извештај за материјално-финансиско работење на јавно предпријатие Чистоти Зеленило, со тоа што ние како јавно предпријатие ова година работиме со добивка од $1.000.000, со тоа што Совет на општина Куманово донесе одлука да програмата која беше на 22 милиони за 2014 година се намали за 3 милиони и затоа се должи кварталниот извештај фиктивно во загуба, бидејќи се работи за намалување на програмата и на тие недостаток на тие средства кои треба да бидат трансферирани на јавното предпријатие Чистоти Зеленило. Значи, воопшто не се работи за загуба на ЈП Чистота, не се работи ни за она што го предвидувате веќе 2 години дека ова јавно предпријатие ќе дојде во загуба, со тоа што работењето на јавно предпријатие Чистоти Зеленило и оваа година е во позитивна насока, со тоа што на прашањето кои обврски ги имаме и некоја добивка, обврски се тековни, се работи за обврски за резервни делови за нафта, меѓутоа она што е домаќински, односно што го покажува работењето на јавното предпријатие е намалување на материјалните трошоци од 29.250.000 на 28.400.000, што значи објективно работење на структурите во јавно предпријатие и на останати трошоци на работење каде што од 12.600.000 се намалени на 11.200.000. Значи, се работи за едно работење на јавно предпријатие кое еве веќе 4-та година покажува добивка, со тоа што програмата која ја донесува на предлог на јавно предпријатие Совет на општина Куманово е 100% реализирана, со тоа што динамичен план за изнесување на смет ќе биде проширен, метење на улиците на јавно проведените површини се одржува тековно, со тоа што прашање околу реката, тоа не е наша ингеренција, се работи за дива депонија која јавно предпријатие Чистота по соработка со општина Куманово и со јавно предпријатие Водовод веќе има неколку пати чистене и ние апелиравме до одредени групации, министерства да преземат било какви мерки и активности, меѓутоа досега нема никаква мерка и активност со тоа што општина Куманово, јавно предпријатие и двете јавни предпријатија, не само таа дива депонија и неколку диви депонии во град има чистено, меѓутоа за 3 до 4 месеци пак се ствара грда слика од несовесност на граѓаните, на одреден дел на граѓаните и од неодржување, односно неспроведување на одредени мерки за екологија, бидејќи и до Министерство за екологија си имаме обратена рекла дека ќе дојдат да пристапат за расчистување на тие диви депонии, меѓутоа до сега не добивме никаков одговор. Што се однесува до муслиманските гробишта, јавно предпријатие Чистоти Зеленило во 2010 година на Совет на општина Куманово има донесено ценовник по закон за гробишта кој ги донесе Република Македонија, каде што 6.200 колку што е паушал за гробарина, тоа е по закон за гробишта и закон за гробарина, мора да го спроведува јавно предпријатие според законот за гробишта. Значи, ние сме управители на сите гробишта во општина Куманово, каде што собственоста или дел од собственоста нити сме надлежни да ја решаваме, нити пак можеме да ја решиме, бидејќи тоа е надлежност на некои други органи и во некои други поставки. Значи, ние го спроведуваме само законот за гробишта, каде што на секој граѓанин на општина Куманово, според сите ценовници кои се одредени и утврдени според истиот закон, мора да ги почитуваме. Значи, фрижидерот не работи 6 месеци, бидејќи 2 пати винклуваниот мотор веќе, пошто тој асинхрон мотор од 72 година, имаме проблеми со набавка на истиот, бидејќи нема никаде во Македонија и во државата и мислам дека во најскоро време ќе се среди работата затоа што ќе уградиме сличен таков со преправки на нашите од механизација и електроничари кои имаме во јавно предпријатие и во најкосможен рок тоа ќе проработи
така да граѓаните на град Куманово ќе може да го користат тоа. Што се однесува до ресторанот, бидејќи светот кој се изгледа ме праша да му одговорам културно, има засадено околу 2000 садници од расадник во јавно предпријатие Чистота и зеленило и ресторанот, односно изгледот на дворното место во ресторанот е во најдобар ред и мислам дека е средено онака како што треба. Сигурно дека уште треба да се доработи и во овој период ќе се чистат гранки и ќе се преземат сите активности. Што се однесува до статуите, тие биле тука и дали се померени лево или десно, воопшто не е битно и не е тоа никаква културна работа, тоа е, ако е ваша статуа, можете да си ја земете и да си ја однесете во музеј. Што се однесува до работа на овој објект, јас можем да кажам дека сме сите јавни предпријатија, па и општини, сите јавни структури во оваа Република Македонија заложници на еден закон за јавни набавки кој е деструктивен. Ќе ви кажам и зошто со примери. Затоа што 4 пати ни е вратена спецификација за набавка на безалкохолни алкохолни пијалоци со 4 различни мислења. Бидејќи се прави комисија во Совет за јавни набавки од 3 надворешни членови, од кои 2 даваат одобрение за спецификација, а еден ни ја враќа спецификацијата со тоа што не било добро напишано, не било турско кафе, него требало да се напише според закон за кафиња во Република Македонија од 74 година, препишано од ЦФРЈ, густо мелено кафе. Значи, месец и пол за таква глупост. Втора работа, дадовме спецификација, тоа го исправивме, дадовме повторно, тоа траеше месец и пол, додека ти го вратат, па немало луѓе таму, па не работеле, па годишни одмори били така натаму. Втор пат, кога ја дадовме таква исправена спецификација, според закон за пиво од 74 година сме требале да напишеме, не сме требале да пишуваме со каква амбалажа, бидејќи тоа го кршело закон за производство на пиво, а нити го произведуваме, нити го тоа пиво ние отвараме продавни, односно фабрика за пива, ние само го баравме за проста репродукција. Втор пат не вратија затоа што имало толку посто хмелј, 0,6, па не сме го направили тоа според некои закони. Еден доктор на науки од тие тројца што беа не врати. Третиот пат, да, меѓутоа ние тоа пиво не го произведуваме. Тоа може да не вратат ако е за производство на пиво. Третиот пат не сме требали да напишеме густи сок, него нектар. Не знам дали е тоа македонски збор или некој друг збор. И четврти пат ни дадоа на исти такви спецификации, парадоксално е што ни дадоа сите тројца дозвола и во тек е постапката за завршување на тендер за безалкохолни алкохолни пијалоци. Се надевам дека за 10 до 15 дена и ова сага ќе се заврши. Имаме желба и волја и верувајте дека сите тие вработени ни се палат во јавно предпријатие, бидејќи луѓето кои се стручни за таа работа, келнери, кувари и сите тие што сте предземени според вашата одлука од страна на јавното предпријатие Чистота и зеленило, им редовно им даваме плата, а не можат да си работат тоа работа за која се стручни. Значи, верувајте дека кога ќе се заврши законската постапка по сите законски прописи во Република Македонија, ние сме спремни утре дента да почнеме со работа. Значи, јавно предпријатие Чистота и зеленило е спремно да работи. За соработка за диви депони имаме отлична соработка и со комуналната инспекција и со општина Куманово, меѓутоа немаме соработка поширока. Затоа што сите овие проблеми кои ви ги кажав и сите несовесности со граѓаните, Република Македонија, односно Министерството за животна средина има донесено 10 до 15 закона за казни кои кај нас во подрачна единица се јавив, не бил тука, бил у Скопје, 3 месеци го немам најдено човекот кој е задолжен за тие работи. Добив информација и од државниот секретар дека ќе дојде кај мене, до сега 3 месеци го нема, затоа што тие диви депонии не се проблем само на општина, не се проблем само на јавно предпријатие, туку се генерален проблем на цела Република Македонија и се задолжителен дел на работа на Министерството за животна средина, каде што и покрај
труд на општина Куманово и најавно предпријатие Чистота зеленило со чистење до сега на 10 до 15 депонии каде што се ствара трошкови со механизација со луѓе, мислам дека крајно време да се вклучи државата, бидејќи тоа не е јавно предпријатие Чистота зеленило е само мал сегмент од цела ова приказка и решавање на проблеми треба да биде малку пошироко. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Реплика. По редослед на пријавување. Проверете, колешка. Благодарам, председател. Благодарам на одговорите што им даде ръководител со директор на јавно предпријатие Чистота зеленило. Тој рече дека сметот теком се известува во сите населби во општина Куманово. Дали знаете дека во населба Карпуш месите на сметот не изнесе? И зошто не изнесе? Благодарам и на вас. Поведете контрареплика директорот. Сметот во општина Карпуш го превзема јавно предпријатие Чистота зеленило од 5 месец дена да го изнесува од приватна фирма која беше подизведувач, со тоа што сега по нов закон за комунални дејности и според закон за управување со цврст отпад, тоа е поставка која ќе ја води општината Куманово. Ние како јавно предпријатие ги презедовме сите приградски населби, изготвен е динамичен план за изнесување на не само на населба Карпуш, тука се и Ајдучка Чешма, Иго Тришковиќ, неколку села од Кумановскиот регион. Значи, сметот во Рекова куќа, односно во населба Карпуш редовно се изнесува. Имаше мали проблеми со луѓето, бидејќи тие беа навикнати да го оставаат сметот во ден кога им ги изнесувале подизведувачите. Ние дадовме соопштение до сите, имавме состано со сите председатели на местни заедници, им дадовме соопштение да дадат на луѓето дека тие денови ќе бидат изменети. Значи, ако било среда во лева страна, ќе биде четврток, бидејќи ние може да се вклопиме во нашиот динамичен план кој го имаме во јавното предпријатие. Мислам дека во тековната недела сето тоа ќе биде ставено на хартија, ќе биде прифатено од страна на менаџерското и јавно предпријатие и ќе се уреди изнесањето на сметот според нови термини. Само разлика е во термини, бидејќи, односно во денови, бидејќи вторник и четврток е била Рекова куќа, сега ќе биде среда, петок и сабота. Иго Тришковиќ е бил понеделник и среда, ќе биде четврток, вторник и среда. Значи, само е измена во денови. И им рековме на председателите да им кажат на граѓаните тој ден кога било порано, јавено е кога ќе биде и да си го изнесуват сметот пред куќите, бидејќи тоа им била навика во други денови. Тоа беше само некој недоразбирање и мислам дека во го решивме и ќе го решаваме и понатаму и нема да има проблеми, ќе се изнесува сметот како во градското, така и во приградските населби. Благодарам. Благодарам и на вас. Поведете се за ред. Дека вие стопанисувате со приватен имот. Тоа е една работа. Во некои ваши претходни излагања на претходните седмици рековте дека со одлука на Совет тоа е поделено на 3 субјекта: Јепа Чистота, општина Куманово и ИВС. Веќе кога ги наплаќате тие средства, треба и на тие другите субјекти, не знам по кој договор, 40% да префрлите од тие средства на ИВС. 30 и колку поста тамо треба да префрлите на општина Куманово. Вие сите средства ги задржувате во Јепа Чистота. И верувајте, во овој летен период ќе дојдат тие што ги дадоа тие средства за купување на тој имот. Не да може да дојде до судски проблеми. И ако ви дадат на суд, вие ќе треба тие средства да ги вратите назад. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Поведете директоре, контрареплика. Благодарам, председателя. Мислам дека јас и советникот не се добро разбрав. Значи, од 1980 година со одлука на Совет на општина Куманово и тогашно собрание, Јепа Чистота зеленило според сите позитивни законски прописи управува со гробишта на ниво на општина Куманово, значи христијански и муслимански гробишта. Без разлика на тоа дали, пошто
не навлегувам во тоа дали некој платил или не, колку посто кој има, и тоа воопшто не е нити работа на јавно предпријатие, чистото зелено, нити одлучува. Значи, за тоа има судски процеси, закони, а ние како управители на гробишта мораме да ги спроведуваме сите закони. И сите наплати, односно сите давачки кои према јавно предпријатие имат обврска да ги плаќат граѓаните од ромска, муслиманска, христијанска вероисповест, се исти и ние мора да го почитуваме законот. А немаме по никакво право, по никој законски основ, да дел од тие давачките ги даваме на собствениците, бидејќи ако појдете од тоа, пластично ќе ви кажам, христијанските гробишта се на Република Македонија имот на општина Куманово, каде што според вас би требало да даваме еден дел на општина Куманово, што е незаконска работа и воопшто не се работи за поврзување на имотната собственост со основните тековни давачки за услуги и по закон за гробишта за оние давачки кои се однесуваат на имот или односно легализација на објектот, односно во овој случај на гробот, каде што ние мора тоа да го спроведуваме кон сите граѓани на општина Куманово. Ви благодарам на вас, директоре, поведете Трајковски повора реплика. Благодарам, председателе. Значи, господин Петрушевски, ми рековте какви проблеми имате со бюро за јавни набавки. Ова кафе, како се вика, пиво, скопско или какво е, не е видно. Па ме интересира, вие го преземавте објектот за стопанисување од Куманово паркинг. Дали немате комуникација со Куманово паркинг, да или они од претходниот период работеле незаконски? Тоа прашање се наметнало. Благодарам. Ви благодарам, поведете директор. Благодарам, председателе, господине Трајковски. Имаме многу добра комуникација со Куманово паркинг, меѓутоа се работи за измена во закон за јавни набавки, која е од минатата година и кој ние мора да ја спроведуваме. Значи, сите јавни предпријатија, вклучително јавно предпријатие Чистота и зеленило, а тоа го работеле и колегите од Куманово паркинг, правеле јавни набавки според старите закони, каде што спецификациите кои ги правеа и изработуваа стручните луѓе од јавните предпријатија не одеа во Совет и не добивавме согласност. Многу голема разлика е со тоа што измените на тој закон се проблем за сите јавни предпријатија и проблем за сите јавни субјекти во Република Македонија и за ваше сознание ќе ви кажам дека има уште една измена која може би ќе оди во прилог на решавање на овие проблеми, каде што само до 2 пати може да те вратат. Сега ова најнова измена. Не може да те враќаат повеќе, него само до 2 пати мора да те враќаат. А само за ваше сознание да ви кажам дека секоја такво писмо и барање од страна на сите јавни предпријатија некаде околу 200 евра не кошта само за папирологија. А 10 пати по 200.000 некаде фактура, знам дека се управа за приходи, не знам кој беше блокирано страна сектор за, односно за Совет за јавни набавки, некаде околу 400 до 500.000 денари за еден месец. Ви благодарам и на вас. Дали имаме други пријавени? Колешката реплика, дали има некој за реплика? Колегата Караджински, 2 минути, поведете. Благодарам, председателе. Кога донесувавме одлуката за давање на користење на ресторанот на јавно предпријатие Чистота и зеленило, уште тогаш знаевме каде води на одлука. Меѓутоа, јавното предпријатие се нафати да работи со тој ресторант и го зема ресторанот. Сега гледам нема никаква добро говори директорот зашто и како. Меѓутоа, уште тогаш знаевме јавните набавки какви се. И ги знаеме тие јавни набавки уште неколку години назад како одат и што одат и колку би можеле да колку би можело од јавното предпријатие да се вмисли со тоа. Директорот многу го кажа дека се околу ресторанот е среден. Меѓутоа и тогаш дискутира во смисло дека ќе само ќе му натовари нешто на грбот, а зашто не е јавно предпријатие на некој начин регистриран. Или пак не може да се бави со тоа, наместо да се бави со основната дейност. Јас би прашал, тука стои бруто плати, зголемување бруто плати во
четвртиот квартал. Негдека на што тоа се должи? Од 18,776 милиони на 19,95. Дали тоа се ново вработување или оние вработување што се само тоа обично како договор за дело или по потреба на предпријатието кога има позволена обука? Благодарам. Добар ден. Повелите. Добро, еве, да одговорам и на советникот. Измените во Закон за јавни набавки никој не можеше минатата година да го предвиди, бидејќи беше едностепен. Значи, Советот и секторот за јавни набавки под ингеренции на Република Македонија беше едностепен, сега е двостепен, каде што Советот кој е формиран во склоп на секторот за јавни набавки ти дава или не ти дава дозволи. Значи, сектор за јавни набавки спроведува само електронска завршница, односно електронско надавање на сите чинители кои учествуваат во јавна набавка. Тоа е еден голем проблем за сите јавни предпријатија и тоа не сме можели да го предвидиме, бидејќи поставките кои ги водеа сите јавни предпријатија на сите нивоа на набавки беа од 30 до 40 дена во просек. Сега се од 3 до 6,5 месеци во просек. Ова не е само за јавни предпријатија во Куманово, него се работи за сите јавни предпријатија на ниво на Република Македонија. И бидејќи е голем проблемот, ние сме членки на Сдружение на даватели на комунални услуги АТКОМ, каде што до Министерството и до сите надлежни органи беа испратени дописи, имавме состанок со сите релевантни фактори, ни ветија дека овој закон треба да се ревидира и да се измени, бидејќи представува голем проблем за тековно работење на сите јавни субјекти. Што се однесува до платите, во претходната дискусија реков дека ги имам превземено, односно предпријатија ги превземат луѓето кои работеа на кеј на пелнице, за рестораните, и им даваме плата и на тоа се должи зголемување на платите од минатата година, бидејќи сме должни и на тие луѓе да даваме плата, бидејќи ги презедовме и работат сега во јавно предпријатие Чистота и зелено. Благодарам. Ви благодарам на вас. За збор се јави колешката Захариева. Благодарам, председател. Само една кратка забележка, мислам дека ова не беше реплика, туку беше дискусија. Така. Значи, едно кратко прашање во интерес на времето до директор на јавното предпријатие. Во извештајот за работа имаше еден интересен податок дека од 2013 година јавното предпријатие Чистота и зелено има склучено договор со јавното предпријатие Водостопанство за спроведување на вода преку систем до депонијата. Значи, и самото перење и одржување на возилата кои што превезуваат смет, адекватно е да таму се одржува. А знаеме исто така дека секое лето имаме пожари на депонијата како резултат на разни дејанија од страна на несовесни граѓани. А факт е дека адекватно локализирање на истите многу побрзо би ишло ако имаме доток на вода. Мои сознанија се дека уште немате доведено вода таму, ако не е така, би сакала да ме негирате, би ми било драго да не е така. Благодарам. И благодарам и на вас. Благодарам, председателе. Ние имаме доведено вода до хидранти, значи комплетна реконструкција, односно изградба на деловод, односно на водоводниот дел од водостопанството до депонија е завршено. Во тек е набавка на 2 км метри црева, кои ќе бидат распространети низ целата депонија, за да можеме до сите краеви и до сите места каде што можем пожар да реагираме. И мислам дека набавката од фонд Хидроклас очекуваме да дојде во наредните денови, бидејќи ние имаме вода во депонија доведено и сите оние проблеми кои ги решаваме со цистерни, бидејќи некогаш и треба со топови и со сите противпожарни средства да се реагира за во услови кога депонијата е под пламен или кога се пали. И мислам дека сите превземени мерки и активности од наша страна ќе бидат спроведени и се спроведуваат во оној дел каде што превентивно делуваме за да ги локализираме или да ги минимизираме пожарите. И за ваше сознание, 3 пати
е палена депонија од трети лица, со тоа што има пријава и полиција, доаѓа инспектори, го становија дека со нафта и со дел од тие некои средства се запали, а на депонија многу малку треба за да, пошто има хемиски гасови и тоа е се една бомба, кумановски кажано, и многу лесно се пали, а тоа е несовестност на луѓаните, до сега не се открие на страна на надлежните органи, кои се би сакали ние да ги знаеме. Ви благодарам на вас. Дали имаме други пријавени? Констатирам дека немаме, затварам расправата и точката под реден број 6 е ставам на изјаснување, ќе молам да се произнесеме по ред. Ви благодарам. Купно се произнесоа 22, за гласа 14, против 8, воздржани нема. Повелете процедурално. Може ли поединечно гласување? Да, може поединечно изјаснување. Повелете. И молам службите да го спроведат изјаснувањето. Максим Димитриевски. За. За. Снежана Захариева. За. Зоран Маневски. Отсутен. Ивица Костовски. За. Александар Петров. За. Валентина Мисич. За. Александар Арсич. За. За. Младен Давидович. За. За. Драгица Велков. За. За. Бранко Војковски. За. За. Оливер Семановски. За. За. Сунчица Јасифова. За. За. Драган Петковски е отсутен. Валентина Јовановска. Против. Борислав Додевски. Против. Златка Божиновска. Против. Бобан Екимович. Против. Ашмет Османовски. Против. Саша Николич. Против. Иван Арсеновска. Против. Тони Трајковски. Против. Мирослав Стојановски. Против. Јовица Станковски. Отсутен. Кристина Краинович. Против. Ридван Асами. За. Фери Сервиши. За. Лора Инери. За. Скендер Али. За. Драги Караджински. За. Душица Сиизовска Јовановиќ отсутна. Весник Мемети отсутен. Титор Сефери отсутен. Зенон Исмаили отсутен. Купно се произнесоа 26 советници, за гласа 16, 10 против. Констатирам дека извештајот за работа за дел на финансиско работење на Јабрчистото и Зелениво Куманово за период октомври-декември 2014 година е усвоен. Ве молам да се произнесеме по 7 точка од дневниот ред, извештај за работа на Јабрчистото и Зелениво Куманово за 2014 година.